продолжуваме понатаму, само да подсетам пред да одиме со вториот гостин, професор доктор Драги Димитриевски од Земјоделскиот факултет, да информирам дека покана испративме до професор доктор Јане Ацевски од Шумарскиот факултет. Тој вели: "Вишко, благодарам за поканата, но поради ситуацијата со вирусот, јас сум во категорија на ризични и не би можел да учествувам во живо во вашата телевизија. Повеќе информации за мене можете да добиете од мојата пријава за ректор од комисијата која го спроведува изборот." Благодарам за разбирањето, беше ова обраќањето или изјавата која што на нашата покана од професор доктор Јане Ацевски. Професоре Димитриевски, добро дојдовте во студиото на телевизија 24. Подобро најдов, поздрав до вас и до вашите гледачи и да изразам искрена благодарност што ни давате можност во овој краток период, барем преку вашиот медиум, да се презентираме. Па се дигна многу бука и ајде да видиме тоа што имаат кандидатите. 6 барем за сега, да видиме уште дали ќе биде прифатена жалбата на професорот Атанасов, за да видиме колку ќе биде вкупната бројка, како и да е. Ајде да почнеме. Господин професоре, вие влегувате во трка за ректор. Што е оно што прво би го направите? Ако добиете? Видете, овие избори се случуваат во време специфично, кога не само кај нас, него и универзитетите во светот се соочуваат со предизвикот на организирање на сите целокупната дејност на универзитетот во услови на здравствена криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, што на многу факултети предизвика, скоро на сите факултети би рекол, и универзитети во светот, предизвика да студентите и професорите не можат да остварат физичко присуство на универзитетите. Сметам дека тоа е еден од главните предизвици со кои ќе се соочи ректорот во мандатот 2020-2023 година. И една од акцентите кои што јас ги ставам во мојата програма по сите елементи на програмата е токму изнаоѓање на модел како да го организираме работењето на универзитетот во едни вакви услови. Пред се, основната дејност на универзитетот, а тоа е наставно-образовната дејност, која што сметам дека час поскоро треба да се пристапи кон нејзино регулирање. Бидејќи наставно-образовниот процес е специфичен за различни факултети. Веројатно, наставно-образовниот процес и со започнување на новата академска година, очекувам дека ќе продолжи да се одвива во услови на така наречено учење на далечина, односно со користење на платформите кои што сега се користат на факултетите. Меѓутоа, сепак постојат голем број од факултетите со голем број предметни програми, каде што не е возможно да целокупната настава, целокупната наставна активност се одвива преку интернет. Преку онлайн, односно учење на далечина. Треба малку конкретно на земјоделски бидејќи, еве, факултетот од кај што јас доаѓам, да речеме, голем дел од предметите на тој факултет се врзани со лабораториските вежби, кои што просто е невозможно да се одржат на една ваква платформа. Можеби постојат и модели каде што може да се одржуваат, меѓутоа тоа е основниот предизвик и еден од главните мотиви на и во мојата програма и доколку јас ја добијам довербата на професорите, односно на академската заедница на Универзитетот Свети Кирил и Методи, тоа ќе биде една од главните работи да го организираме целокупниот овој наставен процес. Исто така, во самиот наставен процес има факултети кои што се врзани со теренски активности, дури исто и мојот факултет, но факултетите од областа на медицинските науки, тие пак имаат и клинички настави, значи учество на студентите во на клиничката настава, како и
Да, има значи поприлично има факултети специфичности кои што секако ќе мора да се настава. ќе мора да се изнајде решение за сето ова. Тоа веројатно ќе биде предизвик за секој кандидат што е, или за еден ректор, бидејќи Харвард, ако не се лажам, веќе најавија дека и од септември, октомври веќе продолжуваат со онлайн без разлика дали. Значи, повеќе од половината од светски познатите универзитети најавија дека наредната академска година ќе им биде на овој начин, да ги одржуваат наставните активности. Меѓутоа, знаете, треба да се види како тие го решаваат проблемот. Значи, да го видиме и тоа искуство, но исто така Универзитетот Свети Кирил и Методи, знаете, има огромен потенцијал научен, има потенцијал на наставници кои што поминале ни светски реномираните универзитети и кои што постои знаењето и кај нас. Треба само тие да се ангажираат, да се канализира тоа знаење и да се што побрзо одреди, значи, начинот и моделот на кој што ние ќе продолжиме од наредната академска година. Видете, оваа криза, барем досега, немаме сознание колку ќе трае. Никој не знае. Никој не знае, така да што понатаму и како понатаму, сигурно дека ќе мора во секој случај да ова што го започнавме сега го развиваме. Видете, некои универзитети можеби претходно веќе имаат искуство во ова учење на далечина, што сметам дека и ние треба час поскоро да го направиме, затоа што се соочуваме, нели, и со проблемот на бројот на опаѓање на бројот на студенти. Токму учењето на далечина ќе може да ни даде можност да привлечеме студенти и од надвор, не само физички, него и на овој начин да ги имаме како студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи. И затоа е една од големите предизвици со кои што, ете, би рекол, ќе се зафатам со тие активности. Да не прашувам друго, кон што ќе насочите ковидот, веројатно ќе биде една од темите околу тоа како понатаму ќе се продолжи во септември. Што друго планирате како ректор? Има многу горки прашања кои што остануваат, плати, листи, шангајски, што знам, бранење на автономија на универзитетот, вработувањата го говоревме и со професорот Димитров претходно, и сите се согласуваат дека вработувања потребни се на многу институти, нема млад кадар. Жалосно е веќе што млад кадар е военен професор, дека за асистенти да не говориме. Претпоставувам имате нотирано во вашата програма. Секако, видите, значи, оваа програма покрај тоа што е подготвувана во специфични услови, значи, сепак е изработена да биде реално и остварлива. Сепак периодот на мандатот на ректорот е 3 години и мора да се имаат во предвид сите ограничувања, односно сето она што е остварливо. Бидејќи, знаете, едно е да се напише и да се вети, меѓутоа сето тоа мора да биде остварливо. Сите овие проблеми кои што вие ги наведовте се реални проблеми кои што ги има универзитетот и кои што траат подолго време. И за сите овие проблеми, значи, јас би рекол, давам еден тек во програмата, почнувајќи од основните елементи на она што ректорот треба да го прави, што му дава да и со позитивните законски акти во државата, со статутот на универзитетот и други подзаконски акти, но и една сериозна и продлабочена анализа каде оди Универзитетот Свети Кирил и Методи. Една од аспектите за кои што ректорот треба да се залага секако е почитување на една автономија и академска слобода на целокупниот наставно-научен потенцијал на универзитетот. Значи, почитување на она што се вели критичен став и критична мисла, без разлика дали во моментот се совпаѓа со мислењето на ректорот, дали ми одговара или не, но сепак еден отпуштање на тој потенцијал интелектуален
преку таа академска слобода на изразување на секој поединец ќе донесе напредок. Ние имаме и одговорност да сето ова го поддржуваме и го поттикнуваме. Да, највеќе да ја поттикнувате. Да го поттикнуваме. И тоа е конструктивно на крајот. Тоа е конструктивно, тоа е дека не премине во граница на тенденциозно и да, меѓутоа тоа е навредливо. да, меѓутоа тука да речеме сепак тука и законодавецот го пропишал тоа дека одговорноста секој ќе си ја сноси. Меѓутоа сепак натаму она што сакам да го кажам е дека како ректор треба малку да размислиме и за она што започна во 2008 година, што е препознатливост денеска во светот, а тоа е интеграцијата на универзитетот, што сметам дека Универзитетот Свети Кирил и Методи имаше успешна трансформација кон тие интегративни процеси. Универзитетот Свети Кирил и Методи успеа да направи една функционална интеграција, каде што интегрираше голем дел од функциите. И тоа е многу значајно за да се воспостават едни стандарди за сите единици. Интеграцијата ќе значи зближување, користење на потенцијалот на универзитетот, користење на кадарот на универзитетот, во креирање на заеднички студиски програми, во заеднички настапи на меѓународни проекти, во заедничко решавање на голем број проблеми кои што произлегуваат од секојдневието. И на крајот тоа ќе донесе да луѓето се поистоветуваат со Универзитетот Свети Кирил и Методи, како каде што праксата денес во светот на врвните универзитети не велат дека доаѓаат од некој факултет, него дека доаѓа од универзитетот во Оксфорд, универзитетот во Харвард, така е. Значи, сето тоа ќе ни даде една поголема моќ. Знаете, обединети, секако ќе бидеме помоќни. Исто така во делот на ова натаму, сигурно дека ќе даде една можност да ги разгледаме студиските програми. Да ги разгледаме и да ги анализираме студиските програми, колку тие студиски програми се совпаѓаат со потребите на пазарот на трудот и во нашата држава, но и пошироко. Знаете, глобализацијата сигурно ги отвара пазарите и нашите студенти кои што излегуваат, сигурно дека треба да бидат збогатени со добри знаења и способности за да успешно излезат на тој пазар на трудот. Едно такво дополнително интегрирање ќе даде можност да најдобрите кадри ги вклучиме во добри студиски програми. Значи, треба да се направи една подобра анализа и да се излезе со еден заеднички, би рекол, можеби една стратегија како во иднина каде ќе се движиме во однос на студиите. Студентите се клучен елемент за нас, тоа се главниот производ. Фокусот, тие мора да бидат во центарот на нашето внимание и тие мора да бидат вклучени во сите овие процеси што ќе ги правиме, да ги слушнеме и нивните барања, да слушнеме какво е нивното мислење, секако она што им го дава и законот, тие мора да бидат дел од сите управувачки структури и мора да бидат една критичка маса и бидејќи тие се еден од најпросперитетниот, најпросперитетната структура на државата. И затоа ние постоиме за нив. Во делот на ова што го кажавме науката, секако тоа е науката по закон е јавен интерес на државата и високото образование само во спрега со науката може да оди напред, да најновите научни сознанија ги пренесува на студентите и да студентите секако бидат еден производ кој што ќе ги добие
она што го добиваат и нивните колеги во светот денес. Таа наука за тајово. Меѓутоа, таа наука долго време државата многу малку издвојува за науката, негде 0,1-0,2% некаде ќе се најде. Случаи при ребаланс и тие да ги се. И тие да ги нема, значи подолго време е тој голем проблем, меѓутоа сепак и во мојата програма јас се залагам да малку сериозно визави државата се поставиме во барање на и во реално представување на состојбата со научно-истражувачката работа. Не очекувам дека тоа веднаш ќе отиде на оние 3%, 2,5% што сега се дел од бруто домашниот производ на Европската унија, што одат во науката. Меѓутоа, исто така, постојат начини да, како универзитет, како ректор, се направи една анализа и да се поддржат нашите научно-истражувачки потенцијали да влезат во тие меѓународни конзорциуми, да се аплицира на меѓународни проекти. Она што ќе не збогати и она што го кажавте дека на некој начин навистина назадуваме на релевантните листи кои што ги рангираат универзитетите, ќе мора да го направиме преку мобилизирање на научниот потенцијал на универзитетот. Во две насоки. Едната насока е да сето она што е како една финансиска позиција на Универзитетот Свети Кирил и Методи да се изанализира и да се прераспредели и да се поддржат научно-истражувачките активности. Пред се да се поддржат сите оние кои што се сериозни, објавуваат трудови во значајни меѓународни списанија, да се поддржат учества на конференции, да се поддржи евентуално учество во конзорциумите при подготовка на проектите. И јас се залагам посебно каде што го гледам и едно од решенијата за решавање на проблемот на подмладување на кадарот на универзитетот е преку еден модел на обезбедување на стипендии државни за научно-истражувачки подмладок за период од 5 години. Тоа е модел кој што успешно функционира во Хрватска. Да тие во тој период од 5 години, значи, се стекнат со звање доктори на науки, за да можат да ја продолжат научно-истражувачката работа, било како подмладок на универзитетот, или пак да се стават на располагање нели на стопанството, каде што исто така научно-истражувачката и стручно-апликативната работа е извонредно значајно. Ќе питат од корист на државата на крајот од трансферот на технологиите. Сакам да го прашам околу платите, бидејќи тоа е значајно за професорите кои што треба да ве гласат. Така. Видете, значи ова е едно од можеби клучните прашања, меѓутоа јас на почетокот кажав дека програмата треба да биде реална и остварлива. Значи платите, очекувам дека државата конечно ќе мора да се сврти кон проблемот на платите и моето залагање тука е системски да се реши овој проблем. Да се изнајде нов модел на финансирање на високото образование. Значи, од финансирање на високото образование по звања, платите, да речеме, сега се делат по звања и тоа се многу ниски плати, верувајте ми. Да, она што државата и професорот Димитров 25.000 земал доцент. Па да, редовен професор е некаде од државата околу 36.000 денари. Од државата и плюс од државата. Како се зема тој плюс факултетот, така? Видете, меѓутоа најголем дел од факултетите немаат дополнителни така средства и остануваат на тие пари. Втора работа која што е сериозен проблем, тоа е проблемот на непотпишувањето на еден колективен договор во кој што ќе се регулираат и другите аспекти. Минатиот труд, да речеме, сега не доаѓа од не се покрива од страна на државата и факултетите. Што се смени со законот за високо?
Нема таму, значи тој советот за високо образование кој што постои треба да нотирано е дека треба да направи пресметка и да го предложи финансирањето на високообразовните институции. Меѓутоа, она што е многу значајно и што е поврзано со автономијата на универзитетот е токму и финансиската автономија на универзитетот. Универзитетот мора да добие финансиска автономија. Доколку е јавен универзитет, буџетот што ќе го користи, што ќе го додели државата, да го стави на располагање, собствените средства на универзитетот да сепак ги остави целосно на управување на универзитетот, затоа што сега, значи, универзитетот има собствени средства, кои што сепак може да ги троши по одреден финансиски план и по барање од министерството. Се случувало да трезорот во одредени периоди не го одобри целиот финансиски план, да дури и меѓународни проекти кои што доаѓаат на универзитетот не може да ги реализираат активностите затоа што нема некој си финансиски план. Значи, целото тоа, зголемувањето на платите е врзано со една сериозна расправа, со настап пред државните органи да се изнајде новиот модел за финансирање и во таквиот начин на автономно управување со финансиите на универзитетот ќе се случи да и нема да има при вработување. При новите вработувања денес универзитетот мора да добие согласност од Министерството за образование, па Министерството за финансии. Затоа е таа финансиска автономија. Затоа е таа финансиска автономија во која што универзитетот ќе треба да се движи во рамките на буџетот што ќе го определи државата, согласно потребите на државата за креирање на кадар во високото образование и од тука ќе произлезат значи и решавањето на проблемот со подмладокот, зголемувањето на платите, креирањето на студиските програми. Знаете, тоа е доволно за 3 години. Значи мислам доволно е сериозно да се пристапи во преговори со државата и да се пристапи кон сериозни барања. Значи тој делот на таа автономија и критички однос, да речеме дека навистина ако сакаме да направиме ние универзитет и високо образование кој што ќе го подигне сегашното ниво, ќе мора да ова добро образложиме и да сериозно се финансира од државата. Верувам јас дека платите ќе има зголемување на платите на професорите и вработените. Професорот синдикатите нешто заради тоа и не добите. Видете, и тоа е проблем, да. Секако тука универзитетот треба да се изземе од таа работа, синдикатите треба да си ја преземат работата за подпишување на колективниот договор. Колку што знам, на универзитетот 2 синдиката функционираат. Доколку тие двата ги обединат своите сили, тие имаат репрезентативност и тие можат да настапат со предлог на колективен договор кој што ќе го понудат пред државата. Професоре, мораме да завршуваме, бидејќи пробивме во термин, меѓутоа морав на секого подеднакво. Тимот од прилика се знае бидејќи ректор не оди сам, мора да има и проректори. Го имате тимот. Да. Значи во интерес на колегите, јас имам сериозен тим кој што стои позади мене. Не барам да го кажувате, веројатно, можеби некој си очекува, па нема да го споменете. Се знае тимот, го знаат тие луѓе, тоа се сериозни луѓе кои што се докажани во својата струка. Дел од нив биле долго време во универзитетски менеджмент на раководни функции на факултетите. Така да сметам дека и оваа програма колку и да е реална и остварлива, ако нема добар и силен тим, тешко дека ќе може да биде остварена, затоа што победата ја носи тимот, не зависи од еден човек, така да тоа е. Ви оставам на крај 20 секунди да се обратите на нели како на избори, да заличен на избори, обратете се на професорите. Влегов во кандидатура за ректор со мотив
да ги раздвижам состојбите на универзитетот. Општо е мислењето дека некако состојбата на универзитетот во последниве години е замрена. Универзитетот мора да се раздвижи, да го отвори целокупниот мислечки капацитет и потенцијал. Универзитетот има одлични наставници, одлични научници. Сите тие работи мора да се стават во функција на негово подигање, на неговото ниво, на зголемување на квалитетот на образованието, на науката, на стручно-апликативната работа, во уметничката дејност, која што е многу значајна, и да даде придонес на одредени општествени активности и да биде коректор на одредени, можеби, некогаш и застранувања кои што се јавуваат во општеството. Ви благодарам, беше во професор Драги Димитриевски, кандидат за ректор од Земјоделскиот факултет. Покани се испратени до сите, некои од поканите ги прифатија некои од кандидатите за ректор за од понеделник. Продолжуваме, нашата идеја е да им дадеме на сите 6 кандидати барем за сега. Очекуваме да видиме како Универзитетската изборна комисија ќе одлучи по жалбата на кандидатот Петар Атанасов, така што сите кандидати ќе добијат по околу 30-минутно свое представување на програмите. Овде завршуваме, реков, пробивме во терминот, меѓутоа почитувани останете вие и понатаму со нас, следува Дневникот. Довидување.